а темата која што отвараме во следните минути е од особено значење, затоа што Сдруженијето Отворите ги прозорците спроведе една навистина интересна, но и многу значајна работилница во однос на новинарите и насочена беше кон тоа да има поголемо присуство за инклузивност на оние лица на кои што им е потребна токму во медиумите. Секако за тоа разговараме со нашата прва гостинка утрово, Драгана Дојчиновска, дипломиран логопед и координатор на проектот Прифати, делува и направи промена. Благодариме за издвоеното време. Добро утро и од мене, ви благодарам на поканата. Токму така, проектот Прифати делува и направи промена, кое што е финансиран од Европската Унија, а регрантиран од Сдруженијето за новинарски практики и иновативни медиуми. Всушност реализираше три активности. Првата активност беше работилница, интерактивна работилница со учениците од основните училишта и ученици од едно средно училиште на територија на град Скопје. Односно се реализираа вкупно 7 интерактивни работилници, чија цел беше намалување на говорот на омраза, како и дискриминација на врсниците со попреченост. Понатаму втората активност во рамки на овој проект беше зајакнување на капацитетите на наставниот кадар на тема асистивна технологија и инклузивно образование. Повторно наставниците беа опатени од оние училишта во кои што се реализира работилниците со учениците. И последната активност беше истражување кое што го направивме колку всушност медиумите се пристапни. За оваа активност направивме еден анкетен прашалник кој што беше анонимен и лица со најразличен тип на попреченост имаа можност да го пополнат и да го дадат своето мислење на оваа тема. И секако оној наод, оние резултати кои што ги добивме од ова истражување ги представивме на една работилница намената за медиумските професионалци, за новинарите. Меѓутоа, покрај споделувањето на резултатот, што всушност го заклучивме ние од ова истражување, сепак новинарите имаа можност да се запознаат и да ги стекнат своите вештини во делот на етичко и пристапно известување, се со цел да бидат информациите достапни за сите лица. Има ли промени? Важи ли се уште, односно доминираат ли се уште стереотипите кога станува збор за лицата со попреченост во овој сектор? Така, значи, се она што ќе го споделам како информација е во рамки на истражувањето кое што ние го направивме. Секако дека постојат стереотипи. Можеме да забележиме често пати во една најава на еден наслов дека прво стои попреченоста, а не резултатите или пак позитивните страни кои што ги има лицето со попреченост. Всушност, инклузивното известување треба да има еден јазик со кој што нема да имаме предрасуди. Нема да ги користиме предрасудите, односно нема да имаме. И на тој начин ќе имаме представување на личноста како рамноправна и секако како активна членка во општеството. Кои се оние најчести суптилни грешки, да кажеме, во самата терминологија, меѓутоа и веројатно и новинарите кои што можеби несвесно ги прават при пренесувањето на одредена вест? Така, се забележува и тоа, секако, како што споменавте и вие, несвесно, суптилни грешки точно постојат во делот на застарена терминологија. Можеме да забележиме и доза на сожалување кон лицето со попреченост. И она што споменав, дека секогаш на почеток од информацијата стои попреченоста, а потоа се истакнува резултатот кој што всушност во некоја активност го направила лицето со попреченост. Каква е моменталната слика во македонскиот медиумски простор? Колку лицата со попреченост се застапени како соговорници на теми што се директно поврзани и недиректно поврзани нормално со нивниот проблем, еве да кажем? Така, ова е едно одлично прашање. Лицата со попреченост делумно се застапени во македонскиот медиумски простор, односно тие се повикани на теми или се дел од некој настан само кога станува збор за некој одбележување на датум на одредена состојба и слично, односно повикани се на средби
кои што се поврзани само со нивната состојба, а не се многу ретко се повикани како соговорници да зборуваат како експерти, да речеме, во одредени области, дали тоа ќе биде култура, образование, економија и така натаму. Според вашите резултати кои што ги имате токму добиено преку овој проект, има ли медиуми кои што се издвојуваат како добар пример? Токму во она што пред малку го објаснивте, не само да се опфати нивната состојба, туку и да бидат повикани како соговорници на теми на кои што се стручни. Така. Медиумите секако дека работат во овој дел, меѓутоа тоа не е доволно, затоа што за да медиумите навистина бидат пристапни, прво за почеток треба да се постават едни јасни правила за известување кои што ќе бидат пристапни за сите лица. Колку се пристапни медиумите, значи станува збор и за телевизијата и за дигиталните медиуми, значи има одредени правила кои што треба да се запазат. Што тоа би значило? На телевизија секогаш треба да имаме воведување на титлови и знаковен јазик, затоа што само на тој начин лице со оштетен слух ќе може без никакви пречки да ги следи сите настани, сите случувања и да биде во тек со сите настани. Понатаму, што се однесува до веб порталите, бидејќи тие се доста користени денес од лицата, од сите нас, како и социјалните мрежи, повторно постојат одредени правила кои што треба да се почитуваат. Што тоа би значило? Треба да имаме поставување на содржина која што ќе биде јасна, представена, затоа што едно лице со оштетен вид можеби нема да биде во целост да ја разбере содржината, ако добро не ја представиме, ние не ја објасниме сликата која што се емитува. Понатаму треба да имаме добра структурирана содржина, кратки пасуси, јасни наслови и оно што е многу важно, треба да има добра визуелна представеност, затоа што на тој начин ќе имаме подобра читливост од лицата со попреченост. Исто така содржините кои што се споделуваат треба да бидат достапни, пристапни за асистивната технологија, затоа што тоа е многу важно за едно лице кое што има оштетување на видот. Што е друго важно? Важно е да има добар контраст помеѓу позадината и текстот, повторно на тој начин да се обезбеди добра читливост и користење на пристапни фонтови. Сега да преминеме малку од другата страна. Вие како дипломиран логопед, колку според вас јазикот што го користиме, изразувањето во јавниот простор влие врз психолошкиот, меѓутоа и врз социјализацијата на лицата со попреченост, па дури да кажеме уште од најрана возраст? Така, да, тоа е многу важно и затоа што ние сме всушност примерот кој треба сите деца од најрана возраст, како што споменавте вие, да го следат. Всушност, тие се нашето огледало. Ако ние користиме јазик со кој што ги отфрламе, не ги почитуваме нашите врсници, нашите пријатели и слично кои се соочуваат со одреден тип на тешкотија, тогаш не можеме да очекуваме дека едно дете утре во училиште ќе го прифати другарчето кое што се соочува со одреден тип на тешкотија. Доколку сите ние како општество користиме еден прифатлив, почитувачки, инклузивен јазик, тогаш очекуваме од помладата популација, од помладите генерации да ги прифатат врсниците, соучениците и на тој начин ќе се обезбеди секако подобра социјализација. Секако дека јазикот е основно средство за комуникација, меѓутоа сепак јазикот е еден силен фактор како ќе ги создадеме идните генерации, како ќе ги обликуваме, што би се рекло. Веројатно тука треба да се избегне и тоа сожалување, како што и на почетокот напоменавте, за да бидејќи повторно се дава друг предзнак, односно друга перцепција. Може да се создаде точно и погрешна слика. Значи немаме потреба од такви елементи на сожалување, такви форми, затоа што сепак сите сме со одредени тешкоти, можеби сите имаме и позитивни и јаки страни, меѓутоа не и треба видливи и невидливи. Така, да. Би сакала да прокоментираме и околу самата работилница за новинарите, какви прашања поставува и дали кај колегите има навистина интерес за поголема едукација на оваа тема. Така, работилницата која што ја спроведовме,
во рамки на овој проект беше наменета, нели, како што споменав, за новинари. Учествуваа 10 новинари. Тоа беше бројката која што, нели, ние ја поставивме како секако. На наше големо задоволство имаше интерес од страна на медиумските професионалци и на новинарите, со тоа што поставуваа конкретни прашања кои се оние следни, односно први чекори кои што треба секако, нели, да ги направат се со цел, нели, да известуваат пристапно. Секако дека учествува во текот на целата работилница, зема активно учество и секако со тоа што, нели, покажа интерес и поставија прашање на работилницата, сметаме дека веќе промената започнува. Така. Пред да ве прашаме, односно пред да го финишираме разговорот, само да ве прашаме каква е соработката со институциите за овој проект? Дали системски се поддржуваат промените што вие ги наметнувате како граѓански сектор, што ги иницирате, нели? Така, како решение? Во рамки на овој проект, покрај институциите во областа на медиумите, секако дека тука ни треба и поддршка од страна на Министерството за образование, значи институциите во областа на образованието, затоа што само граѓанскиот сектор, нели, не може да направи промена. Така што овие институции се од големо значење, имаат голема улога за да се обезбеди, нели, и пристапноста, меѓутоа да се работи во полето на инклузивните практики. Драгана, која е вашата порака генерално и до граѓаните кои што можеби во моментов не гледаат нашите гледачи, меѓутоа и општо, што е она што секој од нас може да го направи со цел да обезбедиме поголема инклузивност на начинот кој што е правилно? Така. Емпатичност, прифаќање, нели, на лицата со попреченост. Секако сметаме дека и медиумите во нашата држава имаат навистина моќ, меѓутоа и голем потенцијал да создадат една информација која што ќе биде достапна и еднаква за секого. Треба сите заеднички да обезбедиме едно општество во кое што различноста нема да се споделува како, односно да се гледа како пречка, туку едноставно, нели, дека сите можеме да направиме нешто кое што, нели, ќе биде добро и еднакво за секој од членовите на општеството. Вие сте оптимист дека ќе има промени? Да. Тоа ми се допаѓа. Ви благодариме многу на вашето гостување. Ве очекуваме, се разбира, секогаш со нови теми, со нови идеи, иницијативи и се разбира ваши следни проекти да ни гостувате и заеднички да се потрудиме нормално да ги направиме промените. Вие ги имате иницијативите, меѓутоа ние секогаш сме тука за тоа да го спроведеме и се разбира да побрзо оди тој процес и многу поефективно. И благодариме уште еднаш. Благодарам и вам. Благодариме за издвоеното време.